Убав ден. Како и да е, Илија ќе се јавува се почесто и почесто. Максимот на темнината значи почеток на светлината. Со завршувањето на една ера на темнината, една ера на темната риба, нормално е дека завршува и ритуалот поврзан со језиутите, кои што настанале од фарисеите и нивниот прстен со лик на риба, прстен и традиција која што потекнува од нас македонците, затоа што најстариот златен прстен со риба украден, морам да кажам, од парфемисаните копачи, не диви копачи, во стилот на Благолопов, покојниот археолог и кустос Кирил Трајковски. Од овој локалитет исчезнуваат два прстени со лик на риба, она што го прават Ватикан со папите во цела една ера подоцна. Не мора повеќе да зборувам, не мора повеќе да објавувам, доволно е само да го представам ова дело кое што го правам и кое што не случајно трансформацијата од се она што го знаете претходно со Владо Павлов е представено преку Фениксот. Ова е мојата иднина. Ова е иднината која што сакале да си ја признаете или не, штета што Гоца Сорос вакво дело поклони на починатиот веќе папа денешен и не докаже и не успеа да му го представи тоа што е поврзано со Македонија. Гоца Сорос не им е дадено на оние кои што им поклонуваш Феникс
вашите ментори, вашите тутори, ама да не заборавиме, кога се менува целиот систем на темнина во светлина, се менува од првиот до последниот. Затоа и мојата порака до милиардерите, до милионерите, до оние самопрогласени богови, самопрогласени светци, дали од денес па во иднина ќе спиете мирно, за се што е правено сиве овие, точно ќе кажам, од библиското распетие до денес, 2008 години. Ерата на Водолија не може да започне со прстенот кој што со сребрен чекич го кршат после смртта на папата. Како што и ерата на лавот, и ерата на овенот, веќе во Кочани се слуша Илија, каде што пред да заминам, имам за цел да се поздравам и да не се наметнувам повеќе, бидејќи е повеќе од јасно дека ниту се сака, ниту се почитува сето она што од 17 март за мојот град и за сето она што го правев, за овие мили души не бидат каспери. Моето Кочани останува дувлочани, без разлика што некој се затрча, ама така беше и пред 10 години и повеќе. Во времето на Змијалков се затрча и тој, ама некако се утиша. Кабадлијата остана на оние кои што тие ги создадоа. Така и денес сето оно што го видов овие 40 дена, верујте ми, освен довлочени, каде што игра дрогата, каде што играат колите, а најмногу од се, number one, шпионирањето, каде што овде во довлочени веќе од тоа што не знаат колку да шпионират, почна и самите да се шпионират и да се предаваат во увара довлочени. Значи првиот занает е шпионирањето. Ваков град контролиран од армија на шпиони
нема никаде во цела Македонија. И то перфектни, професионални, ќе те тапшат по раме, ќе те прекрќаат и ќе ти забијат нож во грб. Тоа го има само во Довлочани. А тоа си го добија и неповиканите кои што не сакаат да слушат. А јас кажав, тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија. Затоа продолжите вие обоените или необоените Магнолија играчи, тоа кај Чичо Владо не пали. Така да можете да спроведувате агендата на обединувањето на Чичо Владо, што ја кажува 20 години и повеќе, ама кога душата ти е черепи и коски, тоа станува само на разговор. Затоа Тино, нека ни е честито за Довлочани, моје Кочани, нека си го земе Ротари клуб и полека нека се освојуваат цела Македонија. Ја никој пат не сум се замарал со овие земски работи, ама еве од денес да им честитаме на ротарци, големите масони, тие се богови, светци. Посебно да го поздравиме мојот пријател Винчини, најголемиот масон од Ротари, и многу други мои пријатели ваму кои што ги имам во Источна Македонија. Така да костумот Ротари ќе го кажуваме во некоја друга прилика. Обоени и необоени, терајте си по патот, тоа е ваш пат. Не ви се мешам, не ви наоѓам мана, прифаќам се со љубов, ама немојте на мене и моето лице да ми го фарбате со боја. Четките ви ги поклонувам на вас, слободно четкайте, боите се, што сакате правите. Ама знам дека само Бог Исус, кога ќе дојде моментот и кога Алекс ќе дојде до моето мало, до Еремија, тогаш ќе сватите сите во Довлочани што јас за беганиот Владо Павлов ви кажував. Сега нека тегра, сега нека вози возот, а до кога ќе видиме. И Александар Караџорџевиќ мислел дека до Софија ќе стигне железничката пруга, ама до Кочани стигнала и повеќе не продолжила понатака. Така и вие, обоени и необоени. Со една опомена и напорака од мене. Немојте едните од другите да се напаѓате, па овие подпишале, оние подпишале, затоа што добро сте обучени да го правите тоа што народот сака да го гледа и да го зборите тоа што народот сака да го слуша,
Така да топурковски шемата кај вас 100% политичарите може би да пали ке многу мина македонци, ама тоа не пали ке Владо Павлов. Еве ви кажувам, коче не остана довлечени. Со најдобрата струка и најдобриот бизнис, од тоа што нема кој веќе да шпионираш, па си почнуваат самите себе да се шпионираат и да си даваат информации во увара довлечени. Пумпај увара довлечени.